Болеста син јазик, што ги напаѓа овците и козите, превентивно ги затвори сточните пазари. Надлежните со препораки. Агенцијата за храна и ветеринарство треба да со своите вработени, со инспекторите, со сите оние надлежности кои што ги има, да превенира незино ширење, односно исто така треба да се направи скрининг на сите говеда во Република Македонија кои што се на некој начин носители на оваа болест. Ветеринарите се на нозе, водени од претходното искуство кога пред неколку години оваа зоонозна болест го десеткува бројот на овци и кози во овој дел од Македонија. Сега интензивно вршат детална контрола на сите фарми каде се одгледува ситен, но и крупен добиток. Но за каква болест се работи? Промените сточарите најповеќе ги познават. Тоа се промени кои што се јавуваат прво во устата, односно јазикот е црн, што значи и од таму доаѓа болеста блу тонг, односно син јазик. Покачена температура 40-41 Целзиусов степен, тоа е првата работа, а второ инкубацијата на болеста трае негде од 4 до 7 дена. Предизвикувач на синиот јазик се инсектите, поточно комарците. Сточарите не ја кријат загриженоста. Па има како нема простор и тоа многу има за загриженост, затоа што пред 5-6 години имаше тогаш син јазик, кај мене погинаа, еве го тука и директорот знае околу 50 овци. Превентивата и строгото почитување на безбедностните мерки е најдобра заштита за стадото, бидејќи вакцина против синиот јазик не постои. Затоа единствено како и сега со ковидот, симптоматската терапија се подразбира антибиотици, средства за намалување на телесната температура и витамини. Тоа е потпорна терапија која во моментот можеме да ја користиме. Ние со ветеринарите, мислам, стално доваѓаме тука и се консултираме со нив, бараме од нив помош. Последните информации говорат, синиот јазик во овој дел од истокот засега го нема, но високото ниво на предпазливост и заштита од него остануваат на сила.